Ве поздравувам, браќи и сестри, и посакувам Божи благослов. Овој пат ќе продолжиме со Јован 11 глава, вториот дел од поздравот. Чиј поздрав? Од Лазар. Но пред да преминеме на текстот, не можеме да не споменам нешто во врска со библиската pouка. Синоќа сестра Зорица ми испрати едно видео со зборовите дека се работи за, како што рече, еве го другарчето твое. Во прв миг помислев на Даг Бачелор и дури кога го отворив видеото, видов дека се работи за авторот на библиската pouка, Клифорд Голдштейн. И целото видео се состоеше од проучување на библиската pouка со него заедно, на денешната лекција конкретно, оваа седмица, за законот и благодатта. И заедно со водителот на емисијата. И кога му се даде првиот збор на Клифорд Голдштейн во врска со лекцијата, тој направи една грешка што мене ми даде одговор на едно прашање. Која е таа грешка? Тоа е една иста грешка што библиската pouка ја правеше пред 4 години, значи есента 2017 година, кога се проучуваше посланието до галатјаните, малку ќе ве подсетам. И тоа е карактеристична грешка на новата теологија. Имено, Голдштейн изјави вака. Прашањето беше во врска со законот и благодата и тој вели, вака ја почна својата мисла. Добро, во една работа сме сигурни, а тоа е дека нас не спасува послушноста кон Божиот закон. Тука ја направи грешката што го употреби зборот послушност. И јас тоа го споменував тогаш пред 4 години, бидејќи тогаш поуката ја правеше таа грешка, затоа што новата теологија не ја разликува послушноста од легализмот. Новата теологија ја тура послушноста на страната на легализмот, на страната на законските дела и така натаму. И сега, бидејќи Клифорд ја направи истата грешка, оваа седмица, поточно видеото беше снимено минатата сабота со него, тоа ми даде одговор на прашањето што го поставував 2-3 пати и годинава, дали во изминативе 14 години Клифорд Голдштейн прочитал нешто од Джонс и Вагонер. Бидејќи до тогаш, кога лично се сретнав со него, тој ми рече дека од нив двајцата ништо не читал, но сега со вчерашниот негов коментар ми даде одговор на прашањето дали од тогаш наваму нешто прочитал и одговорот е не, исто така ништо не прочитал. Да прочитал нешто од Джонс и Вагонер на таа тема, немаше да ја направи грешката, да ја става, како и новата теологија воопшто, да ја става послушноста на страната на легализмот. Може би читала не се служил, да, но тоа е многу полошо. А да ве подсетам, според Вагонер, верата, значи тоа што спасува, е сама по себе послушност. Вагонер не ги разликува верата и послушноста. И тука лежи вистината. Значи, да се биде послушен кон Бога е многу битно и тоа е една работа,
а што нема врска со прашањето дали не спасуваат законските дела или верата, благодатта преку вера и така натаму. Послушноста е на страната на верата, послушноста не е на страната на законските дела. Сега тоа може некому да му изгледа чудно, па како и за држање на законот е потребна послушност. Да, меѓутоа послушноста, ти го држиш законот затоа што веќе веруваш, затоа што Господ веќе те спаси, како што Господ веќе ги избави израелците од Египет, веќе ги спасил, а дури потоа им давал закон. Што значи не те спасува држењето на законот, но грешката што ја направи е што рече дека не те спасува послушноста кон законот, тоа е голема разлика и голема грешка. Да отвориме во Евангелието по Јован, 11 глава, каде што минатата сабота застанавме на кој стих, се сеќавате? Каде застанавме? Еве ќе ве подсетам. Упатив, таму каде што застанавме, упатив до нашиот доктор тука присутен едно прашање. Само го споменувам за да се подсетите каде застанавме. Ако се сетите кое беше прашањето. Значи Јован 11 глава, таму само евангелистот Јован ја раскажува повеста со Лазаревото воскресение. И каде застанавме? 4 стих? Не. Поминавме. Многу повеќе поминавме. Застанавме кај 17 стих. Значи, кога дојде Исус во Витанија, откри дека тој, се мисли на Лазар, веќе 4 дена е во гроб. И тогаш го постави прашањето што би рекла медицината за ваков случај. Дали има надеж? Кога тие се откажуваат уште... За многу случаи денешната медицина се откажува за кога пациентот е уште жив. Се откажува, го прогласува за неизлечив. Или дури ќе му речат имаш уште 2 месеци живот, 3 месеци и така натаму. Од мнозина се откажуваат веќе откако ќе почине пациентот или ќе загуби здив или пулс, така наречената клиничка смрт, од која што постои во некои ситуации, постои враќање. Иначе и се прави разлика меѓу клиничката и биолошката смрт. Но тоа враќање е можно по максимум, професорот ми рече 3, а ја некаде читав 4 минути, колку што може да живее мозокот без кислород и храна, без кислород поточно, на максимум 4 минути после тоа. Значи не многу долго. А 4 дена во гроб. Не 4 дена откако е починат. Тоа не мора да биде исто. Може, но не мора да биде исто. Туку 4 дена во гроб. Значи, какви шанси има светската наука да го поврати овој човек, ако е веќе 4 дена во гроб? Тоа се 0%. 0, све е 0. 0 шанси. Да беше во тоа време приклучен на апарати во болница, уште кога ќе престанало срцето да чука, ќе се појавеше она права линија. На мониторот ќе се појавеше она права линија и што ќе речеа тогаш лекарите, докторите, сестрите?
Да, ќе пробаа така, но 4 дена во гроб. Дали може и било каква струја да го поврати? И Исус, како што читавме пред тоа, тој намерно чекал сето ова да се случи. Намерно чекал не само да почине Лазар, туку ете кога пристигнал, веќе 4 дена бил во гроб. 18 стих вели, а Витанија беше близу до Ерусалим околу 15 стадии, или преведено 18, 3 километри. И мнозина јудејци беа дошле кај Марта и Марија да ги утешат за нивниот брат. Мнозина јудејци, запаметите го. Витанија се наоѓа близу Ерусалим, од другата страна на Масленската гора. Значи се наоѓа во Јудеја. За подсетување, се наоѓа во таа област каде што за Христа, па и за учениците негови, беше опасно да отидат. Затоа и рече Тома, ајде да отидеме и ние да умреме со него, со Лазара. Пред тоа му рекоа, Господи, тие овие сакаат со камења да те убијат, пак ли таму ќе одиш? Јудејците, значи од Јудеја, јудејците од Јудеја, од матичната земја, од Ерусалим, каде што беше центарот, седиштето и на Синедрионот, и на еврејските водачи, свештеници. Таму беа најфанатици, непријателски расположени кон Христа, неговото дело, неговите дела и неговото учење. Христос намерно чекал да се случи сето ова и Лазар да биде одамна во гроб. Зошто одамна? Ке видиме. Бидејќи на јудејците и на Ерусалим, на целиот Израел, на водачите на Израел, сакал да им даде една последна шанса. Многу е важно во животот да препознаеме последна шанса за нешто важно. Особено последна шанса која што Господ ја дава за спасение. Ова беше последна шанса. 20 стих. Кога чу Марта дека доаѓа Исус, излезе пред него, а Марија седеше дома. И што му рече Марта на Исуса? Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Тоа е точно. Точно и не е точно. Точно е. Но затоа Христос не сакал да биде тогаш присутен. Тој намерно не сакал тогаш да дојде. Што вели понатаму Марта? Но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Со други зборови, Марта во своето срце не чувствувала дека Христос дошол предоцна или дека сегашната негова посета е за џабе. Во своето срце имала и надеж, и вера, и тоа го изразила со тие зборови. Дали е и тоа точно? Дека Христос што и да посакал од Бога, Бог ќе му даде. Се разбира, не нешто грешно. И тоа е точно. Како ја одговара Исус веднаш на тие зборови? Многу директно, како на фатениот во Витезда. Многу директно, без заобиколување, без никакви воведни зборови.
многу директно, твојот брат ќе воскресне. Марта до тогаш, според незините зборови, имала доволна вера, за да, како награда на таа вера, ги слушне овие Христови зборови. Но што вели понатаму Марта? Ова е нешто што сите ние треба да го веруваме. Марта му рече, знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. Дури не вели верувам, туку знам. Браќи и сестри, дали ние го знаеме ова што Марта го знаела тогаш, пред 2000 години? Дали ние го знаеме ова? И внимавајте, не ве прашав дали верувате дека ќе воскреснат вашите најмили кои што починаа во последниот ден, кога Господ ќе дојде. Не ве прашав дали верувате. Дали знаете дека е тоа така? Амин. Марта рекла дека го знае тоа. А Исус си рече, јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во мене, значи секој што живее во мене и верува во мене, значи да се живее во Христа, нема да умре довека, значи нема да умре со вечна смрт или за секогаш. И сега ја прашува, го веруваш ли тоа? Зошто ја прашува вакво нешто, кога таа претходно рече, не верувам, туку знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. Значи, секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Го веруваш ли тоа? Сега мисля да беше некоја горда особа, ке рече, па ја сега ти кажав дека знам, што ме прашуваш сега по втор пат иста работа? Што ме прашуваш сега нешто што го знам? Не е тоа тоа. Да. Но зашто не го кажа тоа веднаш? Зашто не рече кога вели твојот брат ке воскресне, твојот брат денес ке воскресне, например? Видите, ако се сеќавате кога проучувавме за Елисеј, таа беседа ја насловив пречки во благодат. Зошто пречки? Зошто постоја пречки? Зошто Елисеј требаше 3 пати дури, како и Илија пред тоа во Либан? И дури 3-тиот пат Господ да му одговори. Затоа што жената, сунамката, која што го молеше Елисеј, немаше покажано совршена вера. Што значи совршена вера? Значи, совршена вера не е сега да ми кажете дека знаете и се согласувате со доктрината за второто Христово доаѓање и за воскресението од мртвите. Нешто што го знаете и што го верувате со децении, некој од вас, од нас, а не само со години. Туку какво е сега твоето срце во овој момент? Кога Елисеј го испрати слугата Гиези, значи го испрати слугата со заповед да направи тоа и тоа, за да оживее детето, и тоа за сунамката не беше доволно. За римскиот капитан ке беше доволно. Тој самиот тоа го рекол. Христе, не доаѓај, само кажи збор. Твојата заповед ќе ја изврши работата. Твоето слово ќе ја заврши работата. Бидејќи тоа е истото слово што ги создало световите.
Со намката покажа сомнеш. Не, Господине, не слугата да оди, не. Ти да дојдеш. Но Елисеј не е Христос. Елисеј е обичен смртник како ние. Зошто покажуваш вера во Елисеј, а не во Словото Божие, кој што Господ му го дал, Духот Свети му го дал на пророкот Елисеј. Значи, Христос го испитува и срцето на Марта, во случај дали има и некоја гордост, некоја превознесување, некоја препотентност. И ја прашува нешто што таа веќе рекла дека го знае. Ја прашува, го веруваш ли ти тоа? И Марта одговора, навистина, исправно, со понизно срце, да, Господи, јас поверував дека си ти, Христос, Синот Божiji, што треба да дојде во светот. Со други зборови, дека си ти Месија. Ти си вистинскиот Месија. А што прават евреите? Евреите до ден денес, во 21. век, го чекаат Месија. Марта рекла пред 2000 години, ти си Христос и не само Христос, ти си Синот Божiji, тоа е многу важно. Што евреите не го веруваат, не само за Исуса, туку за Месија, воопшто не го веруваат. Дека е божествена личност. Дека има две природи, и божествена и човечка, дека е Синот Божи. Штом го рече тоа, отиде и ја повика сестра си Марија тајно, велејки, учителот е овде и те вика. Зошто тајно? Да се сетиме, Христовото доаѓање во Јудеја представувало патување и присуство од голем, опасен ризик. Требало тајно да се пренесе пораката, за да не слушнат овие мноштво јудејци кои што биле присутни во нивниот дом, за да ги тешат. Таа кога чу, стана бргу и отиде кај него. Значи, интересно, кога Марта прв пат чула дека Исус дошол, таа не ја известила тогаш Марија. Може би не било згодно, ќе слушнала и некој друг. Не можело насамо да ја каже. Марија дури сега дознава, бидејќи 30 стих и ни објаснува, зашто Исус уште не беше дошол во селото, а стоеше таму каде што го беше дочекала Марта. Исус уште не бил влегол во Витанија. Значи, и информацијата дека Лазар е веќе 4 дена во гроб е само информација што му била кажана на Исуса. Тој се уште не бил ниту во Витанија, ниту на гробот. И сега, замислите, 31 стих. Јудејците, што беа со неа дома и ја утешуваа, кога видоа дека Марија стана бргу и излезе, отидоа и тие по неа. Зошто? Мислејќи дека таа ќе оди на гробот да плаче. Значи, џабе обидот на Марта да го спаси Исуса од публицитет. Ете Марија тргана кај Исуса, а јудејците по неа. А Марија штом пристигна таму каде што беше Исус и кога го виде, падна пред нозите негови и рече: Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат ми. Истите зборови како и Марта. Што сака да каже со ова? Со ова сака да каже во многу блага форма: Господи, зошто не дојде порано? Зошто не беше тука порано? Додека брат ми беше се уште жив. И плаче.
Веројатно со Марија и не може да се прави многу муабет. Не било како Марта. Марта го кажала истото, но потоа додала, но и сега знам што и да побараш од Бога, Бог ќе ти даде. Значи, Марта не била во многу плачлива состојба, но Марија не можела да прави повеќе муабет, освен што ги кажала истите зборови. Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат ми. Исус пак кога ја виде како плаче и јудејците што беа дошле со неа, како плачат, и они плачат. Значи, ова било силен плач, многу плач. Се натажи и се потресе. Се вознемири. Исус се вознемири. Исус се натажи. Од што се натажи? Не од што Лазар бил умрен. Тоа го знаел. Тој намерно чекал тоа да се случи. Уште пред да дојде во Јудеја. Се натажил од трагедијата на луѓето, на блиските роднини, па и овие јудејци, значи пријатели, соседи. Колку се тие расплакани, колку се тие поразени со тага, со очај. Немало простор ниту време за муабет, каков што повел со Марта пред тоа. Па рече, каде сте го положиле? Ете, уште не знае каде е гробот. Му рекоа, Господи, дојди и види. Исус просолзи. Прето се натажи и се потресе, а сега и самиот заплака. Просолзи. Некој велат, ова бил најкраткиот стих во Библијата. Исус просолзи. Не можем да се замислиме некој пократок. Зошто Исус просолзил? Дали од жал за Лазара? Тогаш јудејците рекоа, гледај колку го љубел, го сакал, го милувал. Значи, Христовите солзи беа протолкувани од јудејците како жал, тага по Лазара. И 37 стих, некој од нив пак велеа, не можеше ли овој што ги отвори очите на слепиот да направи и овој да не умре? Забележте какво прашање поставуваат. Значи, тие не се ни го поставуваат прашањето, зарем не може и овој што ја воскресна Јаировата ќерка, младичот од Наин, да го воскресне, зарем не може овој сега да го воскресне и Лазара? Зошто не си го поставуваат тоа прашање? Туку си поставуваат прашање, зарем не можеше овој што ги отвори очите на слепиот да направи и овој да не умре? Со други зборови, за јудејциве, тоа што Лазар умрел, и тоа одамна, бидејќи 4 дена е во гроб, е завршена работа. Нема од тоа спас. Готово. Отиде човекот. Како што велеше татко ми, често ја повторуваше таа српска поговорка. Појел вук магарца. Зошто јудејците го споменаа примерот со слепиот? Зарем не можеше овој што ги отвори очите на слепиот? Зарем не знаеа за воскресението на Јаировата ќерка? Тоа се случи во Капернаум во Галилеја. Зарем не знаеа, не чуле за воскресението на младичот од Наин? Што е поентата? И да чуле, секако чуле, тие настани не може да не се расшират. И да чуле, а 100% чуле, што? Не верувале. Зошто го спомнаа случајот со слепиот? Каде се случи исцелувањето на слепиот?
се случи предходните седмици, предходната есен во Ерусалим. Значи, јудејците го споменаа она Христово чудо, на што самите беа сведоци, што не можеа да го порекнат, што го видоа со своји очи. А останатите Христови чуда, например, оние од Галилеја, од други места, не верувале. Барем за воскресенијата не верувале. Не верувале. Елена Вајд пишува во Комошот на вековите во врска со Јаировата керка, дека некои од евреите толку многу го порекнувале и сакале да се веруваат дека тоа не се случило, воскресението на Јаировата керка, што самите се повикувале на Христовите зборови, кога Исус рече девојчето, што се расплакале, девојчето не е умрено, туку спие. И сега ги цитираат Христовите зборови, за да се убедат себе си, дека девојчето не ни било мртво, па според тоа никакво воскресение не се ни случило. Јудејците овде поставуваат прашање кое што открива дека тие не верувале ниту во извештаите за претходни воскресенија, направени од Христа, и веројатно воопшто не верувале во воскресение. И се покажале во тој поглед многу неслични на нивниот предок Авраам, кој што беше решен да го принесе Исака на жртва затоа што верувал во што? Во воскресение. Дека Господ може, а бидејќи ветил дека преку Исуса ќе се намножи семето, дека и со сигурност ќе го воскресне Исак, ако овој биде навистина жртвуван, заклан. Продолжуваме со 38 стих. А Исус пак се нажали во себе и дојде до гробот. Веќе разбираме зошто Исус се нажалил. Од што се нажалил? Од неверието на сите овие околу него. Гробот беше пештера, вели овде, и камен навален на неа. Такви беа повеќето еврејски гробишта. Рече Исус, кренете го каменот. Марта, сестрата на умрениот, му рече, Господи, мириса веќе. Има 4 дена откако е умрен. Ако е ова точно, значи истиот ден кога умрел, бил погребан. Зашто се грижи Марта сега? Зашто се грижеше Марта кога Исус прв пат беше во нивниот дом? За јадењето, за спремањето, за... Демек, ако не биде секако што треба, според протокол, како пак е срамота? Ке ме озборуваат комшивките, соседките. Лоша работа. Што би рекле турците, се грижала за честа. За својата домакинска чест. Сега, зашто се грижи Марта? Што мириса телото. Па што сака да каже? Да не го отвараме каменот, тоа што смрди. Срамота. Ова е битно. Видите колку ние луѓето сме осетливи во некои ситуации, деликатни ситуации, и не го гледаме поважното во случајот воскресението. Што е побитно? Да не ја почувствуваат присутните соседи смрдејата или брат ти да биде жив? Што е побитно? Затоа Исус и одговора во 40 стих: не ли ти реков дека ако веруваш, ќе ја видиш
славата Божја. Јас не би рекол дека Марта не верувала или дека немала совршена вера. Повеќе би рекол дека ова открива дека Марта не го љубела толку својот брат, колку што го љубела Марија. Во Марта немало недостиг на вера, но имало недостиг на љубов, или не го љубела толку. Со други зборови, ајде смрди веќе, а ја знам ја дека ќе воскресне во последниот ден. Значи, кога тогаш брат ми ќе биде жив, но не мора денес. Видете како се однесува Марта. Дали ние вака се однесуваме? Што попрво би сакале ние? Денес. Иако последниот ден е многу близу, според настанија што се случуваат. Сепак ние би сакале денес. Тогаш го дигнаа каменот, каде што лежеше умрениот, а Исус ги подигна очите угоре и рече: Оче, ти благодарам што ме услиши. Јас знаев дека ти секогаш ме услишуваш, но ова го реков заради народов што стои наоколу, за да поверуваат дека ти си ме пратил. Тоа беше целта. Тоа е последната шанса што Исус ја давал на јудејците, на Ерусалим, на Јудеја. Кога го рече ова, извика со висок глас: Лазаре, излези надвор. И излезе умрениот, завиткан во платно по рацете и нозете, а лицето забрадено со крпа. Им рече Исус: одвиткајте го и оставете го да оди. Што се случува понатаму? 45 стих. Тогаш мнозина од јудејците што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, што? Поверува во Него. Во целата ова глава, мене најмногу ми се допаѓа овој стих. Мнозина од јудејците поверуваа во Него, но кога поверуваа и зошто поверуваа? Затоа што, како и со слепиот, слепородениот, сега тие беа очевидци, сведоци на тоа што го направи Исус. И не само тоа, некои од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Каква беше сега реакцијата на првосвещениците и фарисеите? Ова беше последната шанса. Како реагираат на ова? Се собраа на совет, значи одржаа собраниска седница и рекоа: што да правиме? Овој човек прави многу чуда. Внимавајте што велат потоа. Ако го оставиме така, значи ако ништо не правиме, сите ќе поверуваат во него. Во што се убедиле водачите на израелскиот народ? Дека ако не преземат ништо после Лазаревото воскресение, целиот еврејски народ ќе поверува во Исуса. И што тоа е трагично за нив? Тоа е за нив трагична работа? Па затоа што за нив ова беше трагична работа и затоа што Израел ја пропушти ова историска шанса, затоа Бараба од Бараба владее со нив до ден денес. И вонатаму велат: и ќе дојдат римјаните, па ќе ни ја одземат и земјата и народот. Демек, сега не се под римска власт. Допрва ќе дошле римјаните. Па нели тоа сакате? Нели сакавте да ви дојде Месија кој што ќе ве ослободи од римјаните? Кој што ќе го направи Израел независна држава, слободна држава, месијанско царство. Гледате како и тука, како и подоцна пред Пилат,
Водачите на Израел се откажуваат од својата месијанска вера, а пред Пилата се откажа од својот Бог. И рекле, немаме друг цар освен Цезарот. Од толку голема гордост, толку голема завист и омрза кон Исуса, тие беа спремни да се откажат од израелската вера, да се откажат од месијанската вера и да се откажат од својот Бог, само за да му напакостат на Исуса. А еден од нив пак, Кајафа, кој таа година беше првосвештеник, му им рече, вие ништо не знаете. Ој па се правеше попаметен од сите други. Ниту помислувате дека е поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. Видите колку немале вера. Значи, ако сите израелци поверуваат во Исуса, и сега тоа секако ќе предизвика реакцијата на римската држава и римската војска. И што ако дојдат римјаните со војска, а цел Израел верува во Исуса, и што ќе се случи? Според неверниот Кајафа, народот ќе пропадне. Народ ќе пропадне. Месија е тука со вас, Господ е тука со вас, и ако дојдат римјаните, народот ќе пропадне. Па навистина смешно. Но за Израел трагично. Трагично. 20 векови трагедија до ден денес. Заради ова тешко неверство. Заради оваа пропуштена последна шанса. А апостол Јован малку си поигре со овие зборови на Кајафа, за да ги протолкува во евангелски смисол. А ова не го рече тој само од себе, туку бидејќи беше првосвештеник таа година, прорече дека Исус ќе умре за народот. Од аспект на нашето спасение, навистина е точно дека е подобро Исус да умре, за да ние бидеме живи и спасени, отколку ако Исус не умреше. Ако Исус не умреше, шо? Сите ние ќе бевме загубени. И не само за народот, мислејќи за еврејскиот народ, туку да ги собере заедно растурените Божии чеда. 53 стих вели, од тој ден еврејските водачи се согласија да го убијат и тука они похулиле на Светиот Дух. Тука, значи, ја преминале црвената линија и ја донеле одлуката од која што нема враќање. Кога ја отфрлија оваа голема Божја благодат, воскресението на некој што 4 дена бил во гробот, кога се согласија да го убијат Исуса, попрво тоа, отколку Израел да доживее преродба и слава, откако ќе поверува цел народ во него. Тогаш ја поминаа црвената линија, ја поминаа границата и за нив веќе нема спасение. Похулија на Светиот Дух. Заради тоа Исус веќе не одеше јавно меѓу јудејците, а оттаму отиде во крај, близу една пустина, во градот наречен Ефрем, и таму се задржа со учениците своји. И така се до Пасхата, последната Пасха, и се наближуваше јудејскиот празник Пасха, и мнозина од тој крај отидоа во Ерусалим пред Пасхата, за да се очистат. И тогаш го бараа Исус, и стоејќи во храмот си разговараа меѓу себе, што мислите, нема ли да дојде на празникот? А првосвештениците и фарисеите веќе беа издале заповед, ако некој дознае каде е, да јави за да го фатат. Значи, воскресението на Лазар беше настанот, беше тоа големо откровение на Божијата слава, што ја запечати судбината на Израел. Бидејќи или
после тоа големо чудо Израел ќе поверува и ќе го прифати Исуса и ќе доживее преродба и слава, или што? Или ќе биде за секогаш отфрлен и загубен. Сите тие кои што поединечно и приватно, начело со водачите, ја донеле ова втората одлука и навистина беа изгубени. И изгубени за вечност. Отфрлени од Бога. И за секогаш проклети. Потоа, по Христовото воскресение, учениците проповедаа прво на јудејците, било каде, не само во Јудеја, туку и во диаспората, за да им дадат шанса поединечно на сите други евреи да поверуваат во Христа и да се спасат. Но водачите и мнозине што беа нивни истомисленици, веќе зазедоа став против Христа, против Бога, против верата. Завзедоа катастрофален став. Став за вечна смрт, за вечна погибел, за вечно проклество. И толку далеку одеше таа нивна злоба, толку далеку отиде тоа нивно беззаконие, што решија не само да го убијат Исуса, туку како што сведочи 12 глава подоцна, да го убијат и Лазар, воскреснатиот Лазар, да го убијат доказот на Христовата сила и Христовото божество. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, те благодариме за Твојата голема милост и за Твојата голема благодат. Ти благодариме за пријатниот сончев саботен ден. Ти благодариме што се уште живееме во мир и слобода. Се уште купуваме храна, облека и се уште не ни се забранети тие нешта. Ти благодариме, Господи, што и во оваа голема криза си со нас, мислиш на нас и не оставаш сами, и не оставаш сираци, и не оставаш без надеж и очај. Ти благодариме за Словото Твое, кое што е мокно оружје против сите Твои непријатели. Ти благодариме за Твојата голема жртва. Ти благодариме што си го испратил Синот Твој да умре за нас, за да ние бидеме живи. Не само еврејскиот, сите народи, сите луѓе. Те молиме, Господи, нека оваа Твоја благодат уште повеќе се засили во нашиот живот. Те молиме за нашите болни и немокни. Те молиме за обесхрабрените, разочараните, обезверените. Те молиме и за мнозина кои што никогаш досега не поверувале и се уште живеат во греф и темнина во овој свет. Те молиме, спаси ги сите тие души за вечен живот во Царството Твое. За сето ова те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.